Бизнисот во Тетовско живее претежно од малите и микропредпријатија или така наречени семени бизниси. Некои од нив брзо се затвораат, но има и такви кои успеваат да се развијат и прошират. Според статистички податоци во Полошко, трендот на раст и развој на овие фирми е во пораст. Економистите велат дека голема улога имаат и селениците. Голем број од нив имаат инвестирано во Македонија и нивните бизниси денеска се успешни на пазарот. Поголема тешкотија кај предприемачите е проширувањето од средни во големи предпријатија. Тука, велат познавачите, потребна е поголема системска помош за овие бизниси да можат да прераснат во поголеми капацитети со повеќе вработени. Кога би имало и подршка и субвенции во нивниот раст и развој преку разни информации, обуки, консултанции, услуги, а зашто да не и преку субвенционирање на нивните активности, не дека нема, значи континуирано има, но е според капацитетот недоволен, да кажеме, да следи нивниот раст и развој. Доминираат, кажав, микро и малите предпријатија, како и на ниво на држава, 97-98% и во нашиот регион, но за Тетовскиот регион податоци се позитивни, значи има мал тренд на раст. Полок е компактен регион и има простор за развој на економијата. Во градежништвото и дрвната индустрија Тетово е на врвот. Јусуфи вели дека потребна е само добра стратегија за јакнење на овие две гранки и проширување и надвор од Македонија. Би требало овие две гранки, можеби еден вид на стратегија да зајакнат и да се подржат за понатамошен развој, за да можат зашто да не и да се оформат и кластери на овие гранки, за да заеднички настапат на пазарите во соседството и во, да кажеме, во Европската унија. Зашто имаат потенцијал, технологијата што ја располагаат, знаењето, вештините што ги располагаат работниците, можат да дадат одговор на барањата на и поголеми пазари. Тетово има потенцијал за развој на туризмот и земјоделството. Производството на земјоделски култури можеби не би имало квантитет како на пример во Пелагонија, но одличните услови и местоположба, вели Јусуфи, би дале квалитетни производи.